како и во секоја демократија, го слушаме другиот. Ги слушаме аргументите кои што ги имате. Го слушам неговиот аргумент. Го слушате вие, ви благодарам за вашето демократско однесување. Почитувани македонци, внимателно слушав. Ја слушав загриженоста во однос на македонскиот јазик и идентитетот. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. And I'm happy to repeat it. Ќе го повторам тоа, нема сомнеш. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. И ние целосно го почитуваме тоа. Затоа, во ревидираниот предлог стои македонски јазик, без квалификација од Европската Унија. Предлогот го почитува исто така и вашиот национален идентитет. Принципот на самоидентификација е особено важен за секој од нас. Може да сметате на мене, како председател на Европската комисија, дека ќе се осигурам процесот за пристапување да строго ги почитува европските принципи и стандарди. Имате успешно мултиетничко општество и тоа го отсликува мотото на Европската Унија, обединети во различноста. Покажавте посветеност на владењето на правото, заштита на човековите права и правата на сите заедници. Тоа се вредности кои што ги споделуваме. Измената на вашиот устав за унапредување на основните права ќе ја зајакне вашата посветеност на овие вредности. И тогаш, ова автоматски ќе ја заврши почетната фаза на преговорите. Тоа подразбира друга меѓувладина конференција без дополнителна одлука. Добрососедските односи и регионалната соработка се дел од ДНК на европската интеграција. Ова се исто така суштински елементи во процесот на проширување, како и во процесот на стабилизација и асоциација за сите земји на проширувањето. Дозволете да ве уверам уште еднаш. Билатералните прашања, како што е толкувањето на историјата, не се услов во пристапните преговори. Некои велат би било подобро да се чека подобар договор од оно што го представи Франција. Секако дека е ваше право да го направите тоа. Но размислете, колку упорно се обидувавме да стигнеме до овде преку последователни председателства Германија, Португалија, Словенија и сега Франција. Ве охрабрувам да ја искористите оваа можност. Со отворањето на оваа врата сега,
Северна Македонија се зајакнува, се извинувам себе си со тоа што е во преговарачкиот процес наместо надвор од преговарачкиот процес. Придобивките ќе се акумулираат како што напредувате. Инвестиции, подобрени трговски врски, подобра соработка во клучните сектори како што енергетиката и транспортот. Нови добри работни места, можности за бизнис. Ова е тоа што го сака младата генерација. Тие сакаат својата држава. Тие сакаат тука да ја градат својата иднина. И со право. Овие млади се подготвени да работат напорно и посветено за тоа, но им треба можност. Да им ја отвориме следната важна врата за нив. Јас имам деца. Имам и внука. Многумина од вас имаат деца. Некои имаат и внуци. И сите заедно сакаме едно нешто и споделуваме еден сон. Еден ден да погледнеме наназад и да кажеме сите наши деца и наши внуци, сите тие се дел од исто европско семејство. Ова го сакаме. Ова е иднината за која одлучувате овде, тука, денес, утре и во деновите кои што се пред вас. Почитувани пратеници, живееме во многу тешки времиња. Бидејќи пандемијата со COVID-19 се протега во својата трета година, незините катастрофални ефекти продолжија да влијаат врз животите и екзистенцијата на луѓето. Руската брутална војна во Украина предизвика катастрофална хуманитарна и глобална криза со храна. Цените на енергијата вртоглаво растат. Дополнително мора да се бориме и со влошената климатска криза. Ова се застражувачки предизвици со кои мора да се соочиме. Но ќе ги совладаме и можеме да ги совладаме само заедно, како силни демократи, како една унија. Вашата држава и дорасна на задачата. Стоите цврсто со унијата. Вие сте вистински партнер од доверба. Ви благодарам за тоа од дното на мојата душа. Ја покажавте својата посветеност на вредностите на Европската Унија. Заслужувате да се движите напред на патот кон членство. Одлучувачкиот чекор напред сега е на вас да го направите. Би сакала да завршам со уште еден цитат од покојниот председател Трајковски. Цитирам. Ова се негови зборови кои што сакам да ги кажам. Цитирам. Секојдневно размислувам за две работи. Што е правилно да се направи, а што е погрешно да се направи. Според мојата совест, се трудам да се придржувам до вистинската работа. Мојата визија е мир, мојата визија е просперитет. Завршен цитат. И искрено се надевам дека и вие ќе го направите истото. Направете ја вистинската работа за мирот и просперитетот на Северна Македонија, која наскоро ќе стане членка на Европската Унија. Иднината на вашата земја е во Европската Унија. А Европа не е целосна без Северна Македонија. EU. Благодарам.